Поштовани, голем поздрав до сите вас кои што во моментов ја следите утринската на Канал 5 телевизија Здраво Македонија. Во продолжение ќе зборуваме на една многу интересна тема со оглед на тоа дека неодамна беше промовиран првиот водич за родители Оригами, чиј автор е доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Докторке, добро утро. Добро утро. Најпрво да ви честитам за првиот водич чиј автор сте лично вие. И првото прашање ми е токму тоа, како дојде воопшто потребата и идејата да се направи еден ваков тип на водич кај нас? Така, да бидам искрена, потребата да го направам овој водич беше наметната од мојата пракса. Што тоа значи? Работата со модерните адолесценти е прилично различна од онаа која што била во минатото. Нашите адолесценти живеат во два света, во реалниот свет и во виртуелниот. Па ми се чини дека родителите имаат голема потешкотија во разбирање на суштината на овие млади и поради тоа го креирав овој прирачник со една единствена цел, а тоа е да може да ги разберат своите млади, да не ги осудуваат и во тој процес да бидат етни со други подршка, а да не бидат во конфликт. Колку денес родителите на вистина ги слушаат своите деца и која им е најчестата, да кажем, најчестото оправдување поради кое што не ги слушаат? Така, јас на вистина знам дека секој родител сака најдобро за своето дете, меѓутоа модерното живење дефинитивно носи едни предизвици кои што за жал ми се чини дека младите се се помалку слушнати. И знаете како, однесувањето во адолесценцијата и бунтот на адолесцентите не секогаш значи дека децата имаат некаков проблем, туку значи дека имаат потик за внимание. Да. Добро. Кои се најчестите ситуации и сценарија што предизвикуваат реакции кај тинеџерите? Осудувањето. И знаете како, на најчеста реченица која што користат родителите е следната: јас на твои години не правев така. Како можеш да го правиш ова? Како можеш да ме брукаш? И тоа се ни чести реплики кои што ги слушам, и она кое што сакам да го упатам до родителите е дека кога го споредувате вашиот адолесцент, не му помагате. И споредувањето со вашето време, кое што дефинитивно било многу поразлично, не му помага. И тука еден револт се ствара кај адолесцентот, бидејќи се чувствува целосно неразбран, и тука манифестира однесување кое што за жал не им се допаѓа на родителите. Кои се оние други практични насоки и совети кои што им ги давате на родителите се со цел добро да се разберат со своето дете? Да умеат да го слушаат своето дете. И кога мислам на слушаат, не мислам само да го користиме слухот, меѓутоа да го видиме однесувањето на нашето дете. Бидејќи знаете како, осцилации, промени во расположение се во ред во адолесценцијата, меѓутоа кога гледаме дека нашето дете ја губи ефикасноста, има значајни потешкоти, ние никако не смееме тоа да го препишеме на пубертетот. Ние мораме да го видиме, мораме да го препознаеме и мораме да побараме стручна помош. Да, постојано зборуваме за слушањето и за комуникацијата, нели, како најдобро средство за решавање на сите проблеми, но што значи добра комуникација помеѓу родител и тинеџер? Изванредно прашање поради тоа што знаете како сите мислат дека добра комуникација е совршена комуникација. Во суштина не е така. Добрата комуникација значи комуникација каде што ние се трудиме да имаме квалитет, меѓутоа и грешиме. Грешките се сосема очекувани во тој процес на разбирање. И ги охрабрувам родителите дека не се лоши родители или не се доволно она што се осудува дали сме ние доволно добри родители, ако имаат некаков пропуст. Пропустите се сосема нормални, бидејќи ниеден родител не се родил со упатство како да воспитува. Особено што, па ќе кажам, динамиката, живењето менува се. И поради тоа, охрабрувам дека добра комуникација значи комуникација во која што адолесцентот се чувствува доволно комфорен да може да ви ги сподели работите кои што му тежат. И она што често пати нагласувам на родителите, доколку слушнете нешто што ви кажува адолесцентот и не ви се допаѓа, немојте подоцна да го судувате за тоа, бидејќи знаете како адолесцентот ќе се довери, ќе каже нешто што му тежи и после некој извесен период родителот во некоја кавга, во некоја друга, како да кажам, ситуација, ќе го искористи и ќе каже сега ти така правеше и автоматски се руши довербата. Морам да ме прашам и за фидбекот кој што го добивате од родителите за водичот, иако што туку го промовиравте, допрва ќе се чита и ќе се зборува за него, но верувам дека досега стигнале до вас некои од коментарите. Да, оно што ми е драго што повеќе од половина испечатени примероци се веќе продадени, што значи дека има интерес и што ми на вистина многу ми значи. И морам да кажам, бидејќи го направив да биде некоја средна големина, ниту премногу долг, ни премногу краток, дека веќе има родители кои што го имаат прочитано
И многу од нив имаат кажано, ова не е само пригачник за адолесценти. Ова е упатство за нас, бидејќи знаете како, разбирајќи го адолесцентот, го разбирате детето што живее во вас. И многу пати реакциите на родителите не се реакции на актуелниот тинејџер, туку на нешто кое што тлеел во нив, меѓутоа никогаш не се обработил. Да. Знаете, често пати сте ни били гостинка во Здраво Македонија во студиото и сме имале прилика да разговараме, но никогаш не сум ве прашала дали можеби вие лично имате некоја ситуација од вашето тинејџерство која што ве поттикнала воопшто да ја работите оваа работа. Да, ќе бидам искрена, да. Јас сум во фамилијата трето дете. И знаете како моите брат ми сестра ми често шегуваа со мене, како ти кај ти дојде и многу пати тоа знаело да звучи така. И морам да бидам искрена дека и самото мое име Камелија беше име кое што не беше фреквентно. И обично, како да кажем, кога вечињата се групираат тие кои што имаат исто име и како јас секогаш бев нешто што требаше да измислам, нешто да направам за да бидам автентична, за да бидам прифатена. И често пати се љутев на мајка ми за тоа зашто ми го дала баш тоа име. А од друга страна Камелија име на цвет и мајка ми како биолог сите цвеќиња безпрекорно успева, сем цвеќето камелија и никогаш не можам да сватам како од цвеќе што не успева име кој што го нема никој и буквално бев во некоја конфузија. И како минуваше времето, сватив дека нели некогаш уникатноста па и носи други предизвици и од таа перспектива бев многу мотивирана да знаете како да разберам динамиката бидејќи првите деца се чуваат на еден начин, вторите се чуваат на друг, третите на сосема различен. И она што стално го велат родителите, јас сум мајка и на првото и на второто, они колку се разликуваат. Да, вие сте мајка и на двете. Меѓутоа знаете како? Едни сме со првото, други сме со второто. Трети сме со третото. И дефинитивно оние деца кои што нели подоцна ги добиваме најверојатно зашто сме пофлексибилни во воспитувањето, тие деца се чувствуваат дека можеби се под наводници кажано помалку сакани, помалку уважени во семејната динамика. И од таа перспектива, да, секогаш имав потреба да покажам дека можам повеќе. И секоја чест, на вистина стимуле, убава, интересна мотивација, драго ми е што го споделивте ова, можеби за прв пат со нашите гледачи, да. И посакувам многу успех со водичот, да не застанете на овој, да продолжите понатаму да го правите ова, бидејќи штом се распродала толку брзо оваа книга, дефинитивно имаме потреба тоа. Благодарам.